Бродови на руската морнарица влегуваат во пристаништето во Хавана. Меѓу нив се издвојуваат војниот брод Грошков и нуклеарната подморница Казан. Руското министерство за одбрана уверува дека ниту еден од овие војни бродови не носи нуклеарно оружје и дека оваа посета не представува закана за никого. Наблюдувачите овако гледаат како обид на Кремљ да му покаже на светот дека Русија има сојузници во Латинска Америка. In the context of Russia's full-scale invasion of Ukraine Во контекст на целосната инвазија на Русија на Украина во 2022 година, таа додаде дополнителна провокација. Сега Русија покажува дека не е сама, не е изолирана во меѓународната заедница и дека се уште може да действува со други сили, воено кажано, и демонстрираат присуство, сила и распоредување. Но при тензии меѓу Русија и Западот, Вашингтон не го гледа ова како рутинска посета, а наблюдувачите внимателно ја следат ситуацијата откако американскиот председател Џо Бајден одобри употреба на американско оружје од Украина против цели на руска територија. Некои западни безбедносни аналитичари велат дека физичката закана од руската морнарица во овие води е минимална. The ability of the Russian Navy to maintain any kind of competitive. Способноста на руската морнарица да одржува секаков вид на позиција против американската морнарица може да биде на ваков вид растојание, во сат е ограничена до крајност. Пристигнувањето на руските војни бродови во Хавана потсетува на кубанската ракетна криза од 1962 година, кога САД и Советскиот сојуз беа на работ на нуклеарна конфронтација. We came closer than ever. Дојдовме поблиско од кога било до разнесување на светот. САД не беа свесни дека Советскиот сојуз всушност ги донеле експлозивните уреди на островот. Ова е повеќе од демонстрација на сила. Аналитичарите сметаат дека Москва испраќа порака дека иако е соочена со меѓународна изолација, таа се уште има пријатели во далечните делови на светот.